Врховниот командант на армијата на Република Македонија, председателот Ѓорѓе Иванов, денес беше во работна посета на касарната Јане Сандански во Штип, каде изврши обиколка на единиците базирани во Штипскиот гарнизон со цел да ја види подготвеноста на гарнизонот за справување со можните предизвици, главно во поглед на нараснувањето на бранот бегалци кои доаѓаат кон Македонија. Вториот механизиран пешадиски батальон во Штип, освен продолжување на билатералната вежба Македонски блесок, идната година ќе работи на ресертификација на оценката за борбена готовност која ја доби пред 3 години. Вториот механизиран пешадиски батальон кој базира во гарнизонот Штип, еден од носечките единици на армијата. Традицијата е долга затоа што самото оценување на единиците декларирани за мисии надвор од Република Македонија почнува од гарнизонот Штип со билатералната вежба Македонски блесок 1, која во регионот веќе постанува препознатлив бренд. Предизвиците кои го очекуваат батальонот остануваат и наредната година, каде покрај тековните ангажмани за редовно функционирање, одржување на потребното ниво на борбената готовност, останува и предизвикот ресертификација или продолжување на оценката која доби пред 3 години, а тоа е за оценување на батальонската борбена група, чиј носител е впрочем и овој батальон. Во врска со актуелното заговарање за воведување двојазичност во земјава и како тоа ќе се рефлектира врз работата на армијата на Република Македонија, началникот на Генералштабот на армијата на Република Македонија одговори дека македонската армија работи согласно законите. Во Законот за служба во армијата на Република Македонија во членот 5 е недвосмислено, концизно, јасно, без предметно за дискусија дефинирано начинот на употреба на македонскиот литературен јазик и неговото кирилско писмо. Тоа подразбира дека секој вид на кореспонденција, командување, извршување наредби, изработка на документи во мир, во војна, изработка на правила, доктрини и упатства е исклучиво само и на ниту еден начин освен на македонскиот литературен јазик и неговото кирилско писмо. Во текот на посетата на врховниот командант Иванов на Штипскиот гарнизон беше презентирана организацијско-формацијската структура на единицата, можностите и капацитетите преку редовна тактичко-техничка вежба која единицата ја има пред упатување на јужната граница.